Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добро дојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој ќе разговараме со модерните професионалци без канцеларија. Овој подкаст е поддржан од Прокрај банка, банка која го разбира животот на младите и на фрилансерите, со посебни пакет понуди како што се Пројанг и фрилансерскиот пакет кои се тука да ви го олеснат вашиот банкарски живот. А сега гледајте епизодата и уживајте. Здраво на сите и добро дојавте во нова епизода од Фрилансерска дружба. Јас сум Бисера и денеска со мене имаме многу интересен гостин. Денеска ќе фатиме малце повеќе од технички аспект, каде што ќе збориме со Дарко Јаневски за AI, за автоматизација, интеграција. Затоа здраво, Дарко. Здраво. Како си? Ти Супер. благодарам што дојдеш, што прифати да ми гостуваш. Мислам дека денеска ќе имаме многу интересна тема и многу работи што ќе фатиме. Ти благодарам што ме поканиш, што ти текна да ме поканиш. Баш ми е мило што ќе можам да раскажам нешто за мене и за сите AI алатки што ги користам моментално или мојот AI текстак. Се надевам дека ќе научат барем еден хак луѓето што ќе гледаат, што ќе им помогне во секојдневната работа. Ти благодарам уште еднаш. Мислам денеска AI е толку популарна тема, еве дали AI, вештачка интелигенција, како да ќе викаме на секој начин денеска низ епизодава, е многу популарна тема и мислам дека има се уште многу што, не се уште многу, знам дека има се уште многу што требаме сите да научиме и од разговорот. Јас и ти пред ова што го имавме, ја бев само фасцинирана од сите алатки и од стварно се што може AI денеска да постигне. Но пред да стигнеме до сите AI модели, тематики на се тоа, прво само тебе да те запознаеме. Ако може да ни се представиш кој е Дарко Јаневски и како ти почнала тебе кариерната патека на почеток? Па ако разговараме во онлайн светот како солопренеур, тоа трае 12 години. Значи ќе се навратам на тоа. Пред тоа почнав како селс во корпоративниот свет тука кај нас и кратко бев и графички дизајнер. Како селс почнав во тогашен Германос и љубовта кон селс не беше толку љубов кон селс колку што беше љубов кон технологијата, што би работел со нејзе таму и што би учел. Така да Значи што од тоа сам беше главно, почеток, да, имало некои такви технолошки аспекти што тебе те влечеле, те мотивирале да ги научиш, да ги проучиш. да, тек себе сум уште од ептен дете, значи со од поврзување на касетофони и видеа и така натака. Покрај селс кажа дека и графички дизајнер си бил на кратко. Како те фати тој шифт од селс што е прилично работа со толку многу зборење, кај што графички дизајн е пак по креативна? Па сакав поише работа на компјутер, да речеме. Тоа беше шифтот што ме натера да го пробам како момент. Испадна дека не сум толку многу креативен дизајнерски и после тоа почнав мојот прв бизнис. Тоа беше локал SEO агенција. Тоа беше уште 2016 кога локал SEO и Google Maps беше се уште неистражена територија за повеќето бизниси кај нас. За кратко после тоа да почнам со faceless content creation, што тогаш не се ни викаше, не ни постоеше како поим, на Facebook. Ако може, еве, денеска ќе имаме многу поими вакви и што ќе ги офатиме, како на пример еве faceless маркетинг и ред други работи што ќе следат. За тие што не знаат, пример еве од гледачите што е faceless маркетинг, дали може на кратко да им објасниш? Тоа е работење, растење на социјални канали, употребување на различни стратегии, пред се алгоритам дривен, пошто faceless не може кој знае колку value да се донесе како што може кога би се снимал сам, меѓутоа може да се испродуцира многу повеќе контент за кратко време. Верувам дека многу од гледачите дали цело време на социјални мрежи што вртат, знам дека јас следам многу такви профили од сами креативи што се со текст на нив залепени, што цел контент има ствари тоа, или па користење на други видеа, еве од денешно време како се користи faceless маркетингот, тоа јас што следам. Верувам многу се запознаени со како личи тоа, ама конкретно со поимот не. И
Како личеше тогаш ше пред да биде самиот поим, што точно ти биле маркетинг стратегијата позади твојот Facebook канал? Тогаш многу полесно се, да кажам, собираа фоловери на Facebook, за разлика од сега. Пошто тогаш беше Facebook пејџовите беа единствени канали од тој тип и само што беа представени од Facebook скоро. Беа креирање во зависност од ниш кој пејдж зашто беа креирање на сликички во Canva со различни tips and tricks на таа тема. Тие беа доста шерувани, лајкувани од луѓе. После тоа ние тоа го монетизиравме со правење на веб страни и носење трафик на тие веб страни. Тоа е многу интересно. Мислам, како што збориш вака во множина, едно или повеќе Facebook страни биле каде што... Повеќе, многу. Бевме тим што правеше многу Facebook страни на различни теми. Ги тестиравме која тема, како проаѓа. Некои имаше многу успешни, некои неуспешни. Дали тоа сваќаше дека ствари градиш некако вид на системи, не само креирање на контент и еве кој што кажа носење трафик на самите веб страни што ви правеле некој вид на монетизација? Да, беа системи, ама за разлика од сега беа многу повеќе луѓе инволвирани во тоа. Сега е многу повеќе AI и автоматизација инволвирано во тоа. После тоа, еве, дека кажа си работел селс долго време, кратко време графички дизајн, си прво соработив и со тим и си основале ваши бизнеси. Знам дека со AI од муабето што го правевме, ти се запознаваш во 2021 година, каде што многу тогаш мислам, еве бар од моја гледна точка, тогаш највеќе така се види некој подем, посебно со ChatGPT, тогаш сите го раздозна и се понатака. Кажи ми, тој период, еве, пред да започнеш со AI, пред да истражиш, што се правил тој период, како личел тој период и твоите почетоци со AI? Па, прва алатка што ја открив дека постои како AI алатка, не беше ChatGPT, туку беше, тогаш се викаше Jarvis, после го прекрстија во Jasper, и почнав да ја користам за креирање на блог постови и креирање на кепшени за социјал медија и тестирање на повеќе наслови. Например, поготово во тестирање на повеќе наслови за социјал медија најдов најголем value у тој период, зашто за човек да седне сам да смисли 20 наслови, треба стварно многу време и енергија. Да. Тоа ги сфрлаше 20 наслови за 4 секунди и твоја беше само да одбереш еден од нив. Како можеш да го споредиш пример, се скока малце на тема, ама многу ме интересира еве дека и самата платформа сигурно направиле ребрендинг и се и тогаш верувам дека не биле толку јаки моделите како денеска. Како може да споредиш квалитетот на насловите или контентот што ти го давал тогаш успоредба со денеска? Има огромна разлика, тоа дефинитивно, со тоа што Jasper реално беше AI врапер на ChatGPT позадина. Да. Или AI врапер е софтвер што сепак у позадина го повикува ChatGPT. Сега луѓето од Jasper беа меѓу пионерите на промпт инженеринг и има супер промптови направено за и со тие способности на OpenAI и на ChatGPT тогаш, пак имаше солидни резултати за тоа време. Или барем мене ми се гледале солидни, можда пошто уште беше прва AI алатка што сум ја видел. Тоа дефинитивно, мислам, пак тоа се уште луѓето нема до толку автоматизација и до толку користење или запознавање со AI, затоа било каков мал дел каде што ќе ти помогнеше, тогаш беше фасцинантно. Да, можно и тоа да е. Можно и тоа. Знам дека тој период, јас кога го дознав, првиот модел што го дознав беше ChatGPT, OpenAI, уствари. Так. И тоа го дознав на Udemy курс, случајно што си го платив, стандардите Udemy курс за 10 евра, ама беше мислам дека беше нешто за маркетинг или за графички дизајн споен беше курсот и таму го представија OpenAI како алат како што ќе ти помага покреативно да размислуваш и ствари доколку немаш идеја за некој дизајн да го користиш ChatGPT за совети. Так. Ја тука памтам дека направив се го направив профилот, се сетирав, пробав 2-3 пати и тотално го заборавив. Се дека можеби 2-3 години подоцна, кога активно почнав веќе да го користам ChatGPT и други алатки. Ама мислам, од моја перспектива највеќе сум се уште на таа платформа затворена, ама затоа денеска од тебе ќе научам многу и јас и гледачите и
дефинитивно ќе најдеме подобри платформи каде што многу повеќе ќе ни оптимизираат. Кажи ми, што највеќе те изненади тој период кога почна да користиш AI алатки? Уствари, еве, од самите почетоци, нормално сите ни дојде као на моментот кога малце шок, као колку брзо ни враќа или што ни враќа. Кажи ми кај тебе како беше таа реакција? Не знам, дека сум некако тек севи многу цел живот гледам какви такви некако оваа револуција, ама мали некои револуции во технологијата. Не бев нешто премногу изненаден, ама бев пресреќен што дошло во вакво време. Ни од близко не очекував дека ќе стигне до овој левел. Значи, стварно не очекував. Посебно за волку брзо време. Да, посебно за волку брзо време. И од AI, ајде, еве LLM, text generationот не ме изненади као многу, ама кога почна сликите со Midjourney, тука бев као највау тоа време. Видеата више тоа беше и очекувано после сликите. Да, тоа дефинитивно. Мислам за видеата зависи, не мислам, таман ќе кажев дека за видеата има се уште многу време дока да стигне до нешто предобро. Одма се сетнав дека знам на колку е видео имам паднато јас по социјални мрежи, затоа тука одма си се оградувам од тој мој првичен став, или ме интересира дали на почетокот мислеше дека ова е нешто што ќе ти биде као екстремно практична промена и ќе го користиш или само експериментираше? Во старт знаев. Некако имав, бев сигурен, пошто, пак ќе повторам, многу алатки имам поминато во животот, стварно многу алатки, уште пред AI. Знаев, не знам, повеќе од 100 можда, што сум тестирал, пошто освен faceless content creation, јас имам или работено, или пробано и dropshipping, и affiliate marketing, и сите тие онлайн бизниси од тој тип што се. Така да стварно имам многу алатки пред тоа поминато, за кога се појави Jasper, бев сигурен дека ова има преголема вредност. Да. Мило ми што спомнави дека покрај си пробувал, си експериментирал. Дали може да се навратиме маце назад? Мислам, имаме цела епизода кај што ќе збориме за AI. Убаво е маце рефреш прво да добиеме за пред тоа како било, пример еве со афилијет маркетинг, како ти почнало тоа, како си работел со афилијет маркетинг? Имаше период кога работев преку платформа што се вика Clickbank. Не знам, луѓето што знаат што е афилијет маркетинг, сигурно знаат платформата. Мислам дека беше ако не и прва, меѓу првите од светот. И продавав производи преку Facebook Ads. Тоа се случуваше некое време, потоа се случија некои локални работи каде што Clickbank забрани македонски корисници и тоа така неславно заврши. Многу често се случува, Да. за жал. Или па нема достапност во Македонија, или па знаато нигде никаде да ја тргнат нашата држава, што е многу жално од аспект дека имаме многу креатори, општо луѓе што веруваме дека ќе се предобри во тие професии, за жал ги немаат сите услови. Јас познавам еден, пошто сум во тие кругови на луѓе, да речам, познавам стварно многу талентирани луѓе со многу знаење што не дека ние кај живееме, Да. туку едноставно пошто сме мал пазар, големите играчи им е полесно да не забранат како цел пазар, него да гледаат кој направил стварно нешто лошо или against terms of service. Да. Усвари, ради такви моменти највеќе знаат. Да. Друго, што имаш така некој интересно работено, експериментирано повеќе од аспект дека мене ми е многу интересно и фасцинантно колку стварно си пробал најразлични кариери и се гледа дека си многу curious човек што стварно те интересира се од самиот аспект од колку платформи си пробувал, колку AI апликации си пробувал, колку кариери си пробувал, вака да сминиш, мислам, лалати, тоа е нешто стварно што и takes time and што време треба и сила стварно да се постигне. Љубопитноста ми е силна страна, ама конзистентноста не ми е па толку. Од друга страна, многу работи што сум ги почнал, за жал не сум ги довршил, ама па тоа довело до тоа да пробам стварно многу различни работи, за кога се случи, тоа ќе збориме евентуално после, да почнам да работам со Make како платформа,
познавајќи ги сите тие работи што сум ги пробал во историјата, кога ми требаше некое решение, точно знаев која алатка можам каде да употребам за да го решам тоа што ми треба во моментот. Мило ми што спомна Make. Мислам дека може да почнеме за, како што се кажа преска, твојот AI stack или пак кои AI платформи денеска ги користиш. Мислам ќе опфатиме многу голем дел од нив, покрај дел од нив ќе збориме и споредби ќе правиме помеѓу некои и така натаму, некои што не функционираат добро според тебе, затоа ако може да ни споделиш еве кои ти се као go-to платформи денеска за користење. Па за секојдневна LLM да речем употреба, не го користам ChatGPT в принцип. Claude или Claude за да биде знам, секој различно да биде по-детално, по буква по буква да речем преведено. Да. Claude ми е go-to, дефинитивно ми е 1/3 од мониторот цело време со него или неа вклучена. Зошто? Зашто не знам, многу поприродни одговори ми има, многу поприроден tone of voice, не знам на англиски. И со последниот модел што го имаат Opus 4.5 направија феноменална работа и е сериозно интелигентен AI модел од LLM перспектива и плюс го направија да има одлични функции со Excel, одлично генерирање на Excel, одлично чита слики, така тоа ми се мене некој и за кодирање, барем како што викаат сите програмери, што ја не сум, сите за кодирање дефинитивно е број 1. Знаме дека најкористено е ChatGPT, еве сега и Gemini. Како се споредува Claude, како и да ги го наречат, како се споредува таа платформа во споредба со Gemini и ChatGPT, некој што се вака по популарни или погласни на пазарот за секојдневниот корисник? За секојдневниот корисник ChatGPT е можеби беше се во една платформа. Сега Gemini ја мислам дека повеќе тоа што беше ChatGPT. Додека Claude е повеќе ајде да кажам индустријска платформа каде што фирми и не знам AI алатки го користат како позадински API или позадинска платформа за да добијат постабилен резултат при секоја генерација. Тоа и мислам дека и на самиот пазар си го кажува, бидејќи ChatGPT има највеќе, да кажам, B2C юзери, а Claude има највеќе enterprise юзери. Со тоа, самото тоа кажува кој каде е фокусиран можеби и кој каде дава поголема вредност. Со тоа што Gemini, сега откако извадија Gemini 3, Nano Banana Pro и Google Veo 3.1, мислам дека стварно отидоа далеку и прашање на време кога ќе го поминат ChatGPT по број на корисници, не само заради тоа и заради самото внимание што го имаат од луѓето. Не знам, сите знаеме колку Android телефони се користат, веќе секој Android вградено го нуди Gemini и мислам дека тоа е најголемата предност на Google, каде што за B2C делот ќе го превземе полека пазарот на ChatGPT. Не знам каде слушнав пред скоро време, мислам дека и Gemini ќе го инкорпорираат сега и во Apple или па во Siri, знам дека баш знам дека конкретно беше разговорот што го имав беше за со Siri и дека усвари Gemini и во Apple ќе дојде. Да, Siri ќе биде Gemini во позадина. Ама ќе биде во Apple, значи не знам, склучиле некој договор за $1 билион годишно за Google да го дава Gemini на Apple. Така чув. Дисклеймер, не знам дали е официјално вистина. Така гледам по креатори што ги пратам што се на високо ниво со овие работи по социјални мрежи. Од повеќе страни го слушнав ова, дека дефинитивно Gemini ќе биде позадината на Siri од следниот iOS па
натака. Тоа ми беше многу интересно, баш фасцинатно што го слушнав. Клауде, знам дека ова што го спомнавме, мислам, јас уште немам отворено расчепка на самата платформа, рече дека таа пример не генерира фотографии, туку таа само за text-based only. Да, text-based е и код, ако ти Да. треба за simple пример, за едноставен лендинг пејдж, буквално ќе го испише и од десна страна ќе ти го даде како превју за да си го тестираш директно како личи, Да. како работи тој лендинг пејдж, дали работат копчињата. Тоа е предобро. Така натака, да. О, преинтересно. Може за Gemini малце да спомнеме од аспектот на Nano Banana Pro, или па исто така и VO3, бидејќи мене Nano Banana Pro кога ги видов резултатите, општо на интернет што ги гледав споредбите од обичната Nano Banana се до новава верзија, стварно тоа не се приметува дека е AI, екстремно многу реалистично го имаат направено со скоро никакви грешки. Дали имаш некои совети, не знам воопшто. Ние од помладите генерации или па екстремно многу луѓето што се внесени во AI, сепак знаат да најдат, да приметат дека ова е AI. Општо за луѓето, пример, по старите генерации, посебно бабите и дедовците што се сега на социјални мрежи, они знам дека многу фаќаат. Да, советот да не веруваат на ништо што ќе видат на интернет. Мислам По дека принцип, јас тоа на моите родители секогаш ми кажам, значи едноставно не можеш да ги научиш како да препознаат AI, што тоа е веројатно само многу гледање. Многу е интересно што моите деца, па таа средна генерација што доаѓаат, они препознаваат што е AI од старт. Значи, они некако природно им дошло тоа, од старт знаат што е AI, на повозрастните генерации би им рекол не верувајте на ништо што ќе видите на интернет, додека стварно не видите факти од некој стварно релевантен извор. Фактот е дека за многу брзо време стигнавме до тој момент, уствари, да не се верува на секоја фотографија, да не се верува на секој видео. Знам дека сите го имаат видено видеото од зајаците на трамболина како скокаат и такви некои, али стварно мислам дека доаѓа тој крипи момент, тој малце збунувачки момент, али стварно многу брзо напреднува технологија што безборови сум останата. Покрај Клауде, кои се некои други платформи кои ти сака day to day? Ќе се навртам на темава само, кога што прочитав во Google AI Studio, Google моментално развива платформа каде што ги поканува големите играчи во технологијата да инвестираат заедно во технологија за препознавање на AI содржини. Да, така што штом Google го почнува, а и самите они се AI корпорација, мислам дека ќе има нешто каде што за некој време ќе можеме да бидеме сигурни што е AI, што не е. Тоа е многу добро, гледајќи вако одличен аспект, се зезувам за сите студенти што писмените си ги пишуваат со и такви некои моменти. Ќе видиме тоа, сигурно ќе се воведат и нови закони и нови предпазливи мерки за се. Мислам дека тоа повеќе за фотографија и видео е пофокусирано, пошто главните измами се тука. Да. Има сега еден нов модел Kling Motion, каде што можеш било кој човек што прави, да го земеш неговото движење и неговото зборење и се, само да го ја замениш фацата и облеката. И е ултра реално. Тоа е екстремно многу deepface момент. Тоа буквално како е модел за deepfake да е направен. Да, deepfake. Да. За сите што гледате, сите модели што ќе ги избориме денеска во оваа епизода, ќе ги имате доле во дескрипција, ќе ги имаме запишано, дел од нив ќе ги имаме линкувано, некои интересни платформи, затоа уживајте во епизодава. All the notes, сите забелешки ќе ви видат доле во дескрипција, затоа можете да дзирнете таму. Сега може да се навратиме на моментот, да продолжиме понатаку ствари од кои други ти се така day to day алатки. Nano Banana Pro, поготово за слика кога ми треба сигурно прецизен текст. Единствен модел што стварно текстот го вади безпрекорно. Да. Сите други што дури тврдат дека текст вадат безпрекорно, знаат да направат по некоја грешка. Иако сите веќе се многу блиску и за моје мислење 6 месеци сите ќе прават супер текст, во моментов Nano Banana Pro за текст и за реализам. Имаше една ситуација, правев една слика од студио некое, буквално сите кабли, штекери, се беше тоа
беспрекорно направено. Малце е поскап нормално, Да. ама дефинитивно недобри резултати. За тој момент со текстот што викаш, за англиски, за на латиница, за таков текст, кој што гледам јас стварно не прават некои многу големи проблеми, се, но македонскиот јазик е тој што мислам дека највеќе знаат да направат проблем, посебно првичната фотографии, дека за тоа се збориме моментот, за враќање на порака лесно ќе му кажеш не напиши ми го чисто на македонски некои такви моменти, ама за фотографии знае Ептен многу на бугарски да фати, на руски да фати, тие некои кирилицата малце ни ја Не сум го минува. тестирал искрено. Не, да, на македонски не работам многу, не сум го тестирал, ама претпоставувам. Не знам, на банана броси го пробала за македонски? Тој го немам пробано за македонски, имам тестирано многу други од нормално стандардното ChatGPT што имам пробувано, некои други алатки што ми излегле на интернет, знам дека користам една платформа TryHolo AI, на неа има интегрирано внатре некој AI модел и од таму знае да ми извади фотографии каде што не знам, ќе му кажам 9 слики да ми изгенерира 9 од истата кампања за да одберам некој од најдобро и сега од тие 9 4 ќе се сигурно со некаков измешан текстот аспект на ќе го фати екстремно руски, бугарски, некој тој момент. А знае да има многу добри и да го погоди текстот епремно добро. Nano Banana Pro, без да плаќаш сабскрипшени, можеш да го користиш на платформа што се вика fal.ai. Fal.ai е платформа што ги има па скоро сите, не знам, многу модели за текст, слика, видео, аудио, не знам, image to video, видео edit, image edit, сериозно многу голема бројка, многу огромна платформа. И таму е интересното што не плаќаш никаков subscription, си ставаш кредити и се usage based, значи колку што користиш, толку плаќаш. Секој AI модел си има своја цена и ако направиш, не знам, Nano Banana мислам дека беше 15 центи по слика, мислам. Да. И ако направиш една слика во Nano Banana, ќе платиш 15 центи, тоа е. И јас за пример користам таа за да не плаќам 100 сабскрипшени различни Да, мислам платформи што уствари пак у позадина ги имаат истите AI модели, само да. врапнато, како да кажам. Да. Тоа е многу, мислам за тебе ова е екстремно најкорисно бидејќи ти, како што кажа, тестираш со време нови модели и наместо да плаќаш големи сабскрипции што стварно некои платформи како Nano Banana се прескапи. Што друго може да се најде на оваа платформа? Мислам дали е стварно само наменета за слики, видеа, AI модели што тука можеш да ги користиш pay per use момент само за фотографии и видеа или па Фотографии, видеа, аудио, сега почна и 3D моделинг. Не сум у тој свет, ама Да. сега е тоа што почнува од негде да се развива. Има сега видов пред некој ден дека има Klink, што го зборевме, моделов што е што е као за deepfake. да. Они имаат повеќе различни модели. Видов дека има видео to аудио. Значи као Да. му аплодираш видео без звук и негова задача е да ти направи sound effects На видеото. на видеото. Да. Да. Тоа има видео едит модели, каде што му даваш видео и му викаш се човеков место да оди натаму, нека оди наваму. Има image edit модели, што едитираш слика, не само да генерираш Да. од нула. Ова е стварно фасцинантно колку многу има направено, има постигнато вештачката интелигенција до сега, мислам вештачката он има постигнато. Има луѓето што креираат од позади, докаде се е стигната таа денеска со волку многу најразлични категории каде што може стварно се да се поправи, да се намени, да се искористи во секој аспект. Да. Сега фала и што интересна платформа, што е целта на платформата да биде API платформа. Можеш да си користиш ти така, си влегуваш, си пишеш промпт, си бираш димензии на сликата и си генерираш слика, си ја симнуваш, си ја користиш како што ти треба. А другата варијанта е да го поврзеш во твојата, не знам, апликација или автоматизација со API и серијски да генерираш слики откако ќе имаш некој production ready prompt што знаеш дека ќе ти вади слика како што сакаш у секое време, или видео, или аудио, или што и да е. За
Сите уште еднаш се вика file. File.ai, да, Да, file.ai. file.ai. Не сме спонзорирани. Да, ништо тука за жал Да, не сме спонзорирани, за жал. ако некој модел сака да се приклучи, отворени сме за соработка. Моментот ми е што платформи, мислам, еве сега како ќе продолжиме се, стварно спаѓаш дека секоја база и секоја кариера веќе може да се приклучи, затоа кои се некои други. Знам дека ми спомна една што е Airtable, се извинувам ако гледам на страна, тука си имам запишано кои други модели, знам дека ги спомнавме, Airtable. Да, Airtable е го викаат Excel на стероиди. Аха. Да, значи Намилената реченица ми. да, ма сериозно е Excel Да. на стероиди. Многу автоматизација има самата платформа, има многу интегрирано е во самата платформа, јас не го користам толку, ама има. И сега изваѓа некој нов продукт од вчера завчера, него не разбрав што е искрено, али нека поглед над луѓето. Нешто беше да од табела некоја што имаш во Airtable буквално извади као готов продукт, искодиран. Нешто така. Да, само не знам точно што е, али Airtable јас го користам како, да речеме, фронтенд или дашборд на моите автоматизации во позадина што работат со Make или Anything. Значи, ако имам тука, не знам, некој темплейт за слика, каде што треба да има наслов, каде што треба да има social media copy, треба да има, не знам, автоматски коментар на social media. Сите тие се инпути се случуваат во Airtable, каде што после во Airtable е многу добро, можеш да ставиш како чекбокс поле, да го кликнеш тоа чекбокс поле и автоматски во позадина трга да работи Make автоматизација. Да. После тоа, кога таа автоматизација ги враќа резултатите назад во Airtable и ствари ти си имаш како еден свој дашборд, кај што правиш све во Airtable. Да, и цела база, ствари, се што се завршило, се е таму. Да, се е таму. И бусе база има и аналитики, има стандардни Excel features како формули, пај чартови, така натака. Многу ме интересира дека еве многу често се наваќаме на зборот автоматизација. Кажи ми кога сватите ти усвари дека автоматизација е да ultimate game changer, посебно сега во оваа сфера? Имав проблем во, ајде да кажам, еден од тие мини сайт hustles што ги правам цело време, уште уживам. Имав проблем каде што работата беше или треба да го оставам да пропадне, или треба да го автоматизирам. Немав друга опција. И така седнав и, а пред тоа имав слушното за Make како платформа. Да. Од некои контент креатори што ми се појавувале. И решив дека ќе научам како се користи Make, за да го автоматизирам тоа што ми требаше да го автоматизирам. Автоматизирајќи го, видов дека може да се ставаат AI модули во самиот Make, каде што некои едноставни задачи можеш сериски да го потребуваш AI без да пишеш промпт на секое, Да. туку едноставно тоа ти задачата, тоа треба да го направиш. Као еден AI модул, друг AI модул треба друго да направи, тоа го викаат chain of thoughts, Да. каде што повеќе AI со различни промптови си ја бркаат својата работа и даваат некаков резултат. Кога видов што се може навлегувајќи подлабоко, се појави нешто што толку неам уживано да го работам одамна во животот. Предпоставам ради тоа ти е едно од најкористените, мислам, платформи сега посебен период. Буквално се правиме. Некогаш, иако не ми заштеди куј неколку време од правење пешки до автоматизирање, јас пак го правам Make, не знам зашто, века вајде се навикнав. Повеќе дека и самата платформа, мислам, ја малце имам чепнато неа со некои кратки поврзување помеѓу Hey, Google Sheets и такви работи. Интересна е за користење. The user experience мислам дека многу им е интересен и многу лесен направен. Да, супер е. Треба малку техничко знаење, што не дека јас го имав, реално, имаат бесплатна академија они. И јас секој што сака да научи било што околу AI и автоматизација, ама збориме за користење на AI at scale,
а не само промтање и добивање резултат, ја топло би препорачал да си ја почне Make Академијата, е бесплатна, супер интерактивна, ни од Make не сме спонзорирани. Да, супер интерактивна, ќе научат многу. Пример, ево, од мене ќе тргнам пред 3 години, јас кога чуев, јас сум соработувал со многу девелопери или програмери. Кога чуев API и JSON формат како поим, мене страф ми беше секогаш. Беше незамисливо за мене. Сега реално, не знам, секој API, на секој API можам да направам што сакам за многу кратко време. Иако 3 години може да звучат многу, не се многу реално за скил што стварно вреди и ќе вреди понатаму. Може би овие сите платформи како Make и N8 ќе бидат брзо заменети од страна на AI, каде што нема да има потреба некој сам да ги склопува тие модули таму, меѓутоа добро е да се знае како функционираат и како комуницираат алатките меѓу себе. Тоа е корен на тоа знаење што моје мислење дека ќе следи понатаму во AI светов. Како што зборевме, мислам дека и сега го спомна и N8, они се горе-долу некои слични платформи. Кажи ми, знаеме дека Make ти е пример преферирана платформа, дали си имал некои моменти као ова ќе биде многу полесно или многу поструктурирано кога го направам во N8 или некои такви моменти? Да, дефинитивно. Двете платформи имаат своји предности и слабости. За мојот случај или мојот use case, некако Make повеќе ми врши работа и таму имам веќе многу повеќе корења пуштено и за тоа некако прва ми е go to Make да направам нешто. Меѓутоа N8 има стварно сериозни предности и работи што Make не знам кога ќе ги направат. И е многу да кажам developer friendly. Ја би препорачал да се знаат, да се научат двете платформи, меѓутоа за почетници и луѓе што не се технички подковани, како што јас не бев пред да почнам да учам, ја би препорачал прво Make, полесна е. Да. За нетехнички луѓе. N8 има, не знам, AI агенти и некои автентикации подобри што Make воопшто ги нема. Има N8 е исто многу добра пошто можеш да направиш како self-host, да ставиш на твој сервер и да имаш неограничени операции за истите пари што ги плаќаш секој месец. Пошто и Make и N8 прайсингот им е по операции или по колку пати едно сценарио ќе биде активирано. Да. Кога би си го костирал сам, би било за фиксна цена со неограничено, меѓутоа сепак не можеш, не знам, кој знае колку да направиш на self-host. Ако ти е за твои потреби, некои, не знам, мали автоматизации, сакаш да учиш и тие работи, не знам, купи сервер од $7 на DigitalOcean и инсталирај N8 и почни да учиш. Дали мислиш дека тој сам момент на self-hosting е повеќе предност или па компликација што си го има направено таа платформа? Па, за некој што сака да учи и нема буџет, е предност. А за некој што му треба стварно да го користи по-професионално, self-hostот е компликација. Зашто има различни видови на self-host, од кои едниот и тој наједноставен е стварно лесен, дури некои хостинзи го нудат сега како one-click installation и нема компликација. Меѓутоа има една друга варијанта на self-host, што се вика со workers, го научив на потешкиот начин, пошто јас мислам дека ќе го self-host, ќе направам self-host и готово, супер, ќе работиме, не е толку така. Има друг начин што не е толку добро документиран на интернет и е комплициран за луѓе што се нетехнички, како што мене ми беше комплициран. Така да, ако има некој буџет да го плати, ја би препорачал да го плати. N8 е многу подобар и поевтин во однос на додека ја градиш апликацијата, или додека градиш некој флоу, N8 за тестирањето не ти наплаќа. Додека кај Make, дури кога тестираш, сите операции ти се наплаќаат. Така да N8 би го ставил на таа страна дека е подобар.
и AI агентите таму се феноменални, оние сега се викаат AI swarms, почна да ги викаат сега, каде што нели секој агент има Да. секој AI модел си има своја функција приказната, да. Тој AI swarm може да се креира во anything многу сликовито и многу далеку поедноставно него во Make да почнеш да го правиш. Обично луѓето најлесно учат практично или па со примери. Дали може да ни дадеш некој пример за некоја твоја автоматизација што си ја направил на Make? На Make, еве ќе ги спомнеме Heritage, може да се направи автоматизација каде што ќе имаш autoresponder на пораките во Heritage од LinkedIn. За тие што не знаат, Heritage е платформа што автоматизира LinkedIn Outreach. Може да се автоматизира да кога ќе примиш одговор, доаѓа до некој AI модул, според промптот или според твоите потреби, го чита одговорот, одговара назад, така да може да имаш или неограничен AI агент, што сака малце по-сериозно промптање, и knowledge base, или нешто едноставно, каде што барем првиот одговор ќе добие, не знам, ќе ве контактираме за кратко или за кажете состанок на следниот линк. Да, или одма му враќа одговор назад. За тие што не се запознаени со Heritage е еден од најбрзо растечките стартапи кај нас од Македонија што е произлезен. Мислам дека и во Европа. Као општо, не знам имаш некој топ, не знам колку во Европа, не знам така ми чуено барем. Треба да истражиме од памет вака, стварно не знам, ама знам дека општо со Heritage кој лично јас го имам работено, тестирано, вежбано на него, стварно предобра платформа што е направена и многу интересно ја пробав, уствари со Make, ја кога тестирав, ми беше колектирање на лидзови, уствари сите што беа контактирани, ги имав, мене автоматизацијата ми одеше од Heritage на Google Sheets, па од Google Sheets да ми извади мејлови, за после тоа за со Instantly да се поврзе, некој така ми одеше автоматизацијата, ова многу поодамна го имав пробувано и знам дека само завршив на тестови некој. Тука веќе малце паузирав, бидејќи стварно е платформа која за нетехнички лица или некој што прв пат влегува во автоматизација или во вакви моменти треба да седне да се истражи, да се извежба, бар така јас ја гледам. Кажи ми од твоја страна, дали истата автоматизација сега што ја спомна, со враќање назад на пораки, може примери преку Anytend да се направи? Да. Дури преку Anytend може да и подобро ќе биде. Преку Anytend може баш да се направи, мислам дека дури она баш AI агент да го истера разговорот како што треба повеќе за разлика од Make. Може и во Make ќе биде покомплицирано за правење. Во Anytend многу полесно ќе би било тоа. Heritage сега мислам дека пуштија пред некој време и Anytend интеграција. Да. Make интеграцијата ќе се пофалам вака јавно дека јас ја правев за Heritage. И исто така, пошто спомна дека имаш flow правено да иде со Instantly, направија native интеграции и со Instantly и со Smartleads, така да више не мора преку... Да, тоа беше многу од после, баш од кога ни завршете с коите што ми беа со тоа, го донеса Instantly и тоа беше стварно game changer, првично за самата Heritage платформа. Многу интересно што спомна дека оствари конекцијата и поврзувањето помеѓу Make и Heritage го направил ти. Дали може да ни раскажеш повеќе како идело кога си работел и си го направил тоа? Па соработувавме со нив на за одредени работи, некои нивни клиенти има доста потреба од Make автоматизации. Им помагав на некој таков начин. За по некое време да решиме да пробаме да направиме native интеграција за да биде многу по-user friendly и мислам дека искочи супер. Многу ми мило што еве тоа стварно произлегло нешто преинтересно денеска, бидејќи ја така ствари го користев Make преку таа интеграција. Многу се интересува како се поврзуваат сега од друга страна, ја кој ги гледам работите. Покрај еве автоматизации, што друго може денеска да се користи, да се работи? Каде може на друго место се да помогне? Па не знам, буквално се, зато многу
многу курсеви за AI Да, што ги гледам, имаат момент каде што се насочуваат кон многу работи наеднаш. Според мене треба курсевите да бидат како да се користи AI во тоа и тоа, а не да има курс за AI. да. Што стварно е премногу општо. Како да се користи AI во, не знам, cold outreach. И тоа Како да се користи AI во content creation. Како да се користи AI во finance, како да се користи, не знам, AI во Excel. Ја мислам дека сите тие се многу различни работи и еден AI курс или не знам, еден Да, AI базирано било што ваква за едукација, треба да се биде само по себе пример, да се биде ако е за контент креација, стварно се стави голем и главен фокус за контент креација, бидејќи од се што збориме до сега, сваќам дека стварно има премногу модели што може да се фокусираат само за тоа едно нешто, а веќе ако се разграничуваме кон многу повеќе и да се во слична сфера, како што контент креација, маркетинг, имейл кампањи, се што оди под една маркетинг стратегија да се каже, стварно тоа се многу различни платформи, многу различни техники што некој човек треба да седне да ги научи. Затоа некои потака структурирани курсеви мислам дека најдобро би одело за некој човек наместо многу расплинат или насекаде каде што се. Да, или има, јас не знам, нема да навлагам, ама има многу што се курсеви за користење AI. Користење AI се учи само со разговор со самиот LLM. Не знам, Gemini, Claude. Со тек на време се стекнува искуство и ти станува јасно кои се неговите можности, кои се неговите граници. Што има граници и мислам дека што долго ќе има граници мора да има. И нормално никогаш не му верувај 100%. Секогаш аргументирај со него, за да дојдеш до тоа што стварно ти треба како резултат. Да. Може да фатиме се малце поразлично дека и како што спомнавме дека да, е за повеќе, е за сите категории, веќе скоро може да опфатиш кога станува збор за технички аспекти или било што е работа на компјутер. Дали пример некои платформи како Lovable или некои слични такви што се екстремно многу за програмирање си работел на нив, како е целото искуство, многу. посебно позади vibe coding и такви моменти. Да, па развивам што не знам, така ми е како ви кажат македонски наравот. Развивам едно 2-3 апликации во исто време на Lovable. Или SaaS продукти мали. И наречеме за да ќе му пуштам на едниот Lovable да кодира, друго чекам, пуштам уште еден во исто време, за тоа и така Да. правам. Lovable е супер, поготово сега не знам последниве месец дена од кога го вградија Cloud Opus 4.5. Најновиот, да. Да, и плюс од вчера мислам дека пуштија нов фичер да што е ултра да сам да ја тестира апликацијата. Што да има пристап како браузер, да ја отвори и да ја тестира. Што до сега се губеше време на тестирање повеќе него на кодирање. Не викам дека ги заменува програмерите, меѓутоа джуниор програмерите мислам дека ги заменува. Код више никој не пишува, ни самите програмери не пишуваат код, сите само промптат. Тоа е дефинитивно. Бар така мислам, нека ми исправат ако грешам. За на англиски што се вика production ready или нешто што е за многу корисници, мислам дека уште човек како мене што не бил девелопер не може да направи Lovable апликација што ќе издржи голем трафик, многу корисници, многу податоци во база, многу промени во база. Мислам дека тоа уште не е дојдено, ама со оваа брзина нели ќе дојде. Кога не знам, ама ќе дојде. Сега е супер за валидирање на идеи. Ако имаш да валидираш, ако имаш идеја за мини апликација и сакаш да видиш дали ќе добиеш корисници на тоа и дали луѓето стварно ќе платат да ја користат, може да седнеш за 2 недели до месец дена да направиш некој прототип со еден фичер, да, за да видиш дали луѓето ќе платат. Ако луѓето платат, тогаш иди бара инвестиции, вработувај програмери, така да. Ама битно се уште стои моментот дека треба технички човек да стои
збориме се за поголеми платформи, поголеми веб страни, поголеми апликации, треба технички човек сепак да стои позади креирање и на тие промптови и на тие се. Да, во моментов да, дефинитивно. Ќе биде и тоа сигурно решено, ама во моментов ајде да кажеме од таа целата 100% патека што треба да се помине од 0 до production ready, не знам, 20 до 30% ја решава јаето, другите 70 стварно треба некои што имаат знаење и што го работат тоа цел живот да дојдат и да го доправат. На некој начин тоа е се уште во процентуално тоа се уште добро за општо за сите програмери и целата сфера на сите што работат и ги интересира и се вработуваат за тоа. Тој процент е многу добар. Ми спомна сега дека уствари градиш ти 3 платформи во исто време, ако не и повеќе. И така знам Толку 3 се? Да. Добро. Знам една на LinkedIn, мислам дека ја сподели, уствари е за со деца за како за твоите деца уствари како да гледаат колку време користат на телефонски уреди, на такви како да го пазат тоа. Не, идејата беше да ги мотивираме да користат помалку. Тоа за да гледаат, имаат сега више самите Google, самите Microsoft имаат и iOS претпоставувам, не користам, дека имаат интегрирани мерачи на време, блокатори на содржини и така натака. Значи не е мерењето на времето, не им менја. Да. Не им менја дали го мерат времето или не. Работата беше да ги мотивираме дали да го користат помалце. Идејата беше со некаков си джепарац, одреден во месецот, да добиваат и ако користат под X време во месецот, ќе добијат плюс, ако користат над, ќе добијат минус джепарац, ако се завршуваат домашни обврски, помагаат во домот, ќе добиваат нешто плюс. Едноставно да вежбаат што е обврска, што е delayed gratification, не знам како се преведува на македонски. Да. И углавно тоа беше, го почнавме како Google Sheets дома. Значи, прво не беше идеја за апликација. Да. Прво беше за систем како да функционираме дома за да ги мотивираме децава помалку да седат на компјутер, да седат на екрани и да се завршуваат основни обврски, да не им трчаме ние по нив. У Google Sheets беше многу, не знам, досадно. Баш кај самите деца не може да си ги гледаат во живо работите што ги прават или не ги прават. Да. И може не се замара и кога ќе дојдеше еднаш на крај на месецот и па ништо не сме направиле. И идејата беше да можат они да гледаат во исто време што се случува, да имаат као статистика на се. За кога излезе Gemini тројката, го испофалија многу, наеднаш се дигна фама по интернет, дека е супер за кодирање и за правење апликации, дека правил апликации one shot. Секогаш што го ветуваат, никогаш не е така. Се уште. Значи, го направив, за да го тестирам Gemini, ја направив апликацијата. У Gemini стигнав до некаде и не знам што се случи искрено, многу беше чудно, као кога го најавија Gemini тројката и кога го пуштија за кодирање, беше невидена фама и стварно работеше подобро од било што го имав пробано пред тоа. После недела 2, како да оглупе, буквално. Не работеше како што треба. Го изморија. Да, може и тоа да. Не работеше како што треба и најдов начин некако да ја префрлам целата на Lovable и таму ја доправив. Да. И таа е како сега лайв, ама се уште не сум ни пробал да донесам корисници искрено и дистрибуција, така да се уште е for free. Ако сака некој да искористи, ќе ставиме линк. Нека тестира, да нека тестира, ако има проблеми кажете, ќе му кажеме на Lovable да ги поправи. Многу интересно што еве мислам да сме најискрени сега и новите генерации од помалите дечиња, они се пораснати веќе со смарт телефони, со смарт уреди во рака и на ваков начин, на некој начин е gamification и многу интересен начин како да се намали тоа и општо се фокусираат на други работи надвор од телефоните, што е неизбежливо, ама е
одлично да се направи така. Покрај ова, дали има некои други платформи или нешто друго што следиш, што сакаш да ни споделиш? Ова знам дека веќе ти беше јавно објавено на LinkedIn, затоа рековме да го дискутираме. Со еден пријател правиме заедно. Нема да објавувам се уште, ќе ја објавиме на LinkedIn. Здравје, пошто е далеку, блиску е до готова, ама далеку од лансирање. Ова е само тизер за тоа што следи. Да, таа е за repurposing на конкурентски social media постови. Да. Значи, скрепа, преправа во AI, прави caption, се што треба, и со one click можеш да паблишнеш кај што ти треба. Ме мотивираше, пошто тоа истото го имам направено јас со Make во позадина. Сакавме да го пуштиме како некој мини SaaS, и зашто интересна можност што ја гледам сега е Facebook Content Monetization. Да. Facebook Content Monetization постои како бета некој време веќе во Америка, ама сега почна да го пуштаат низ целиот свет, и е многу интересно, зашто за разлика од TikTok, што бара сите видеа да бидат над минута за да можеш да ги монетизираш, и се видеа во прашање, вама буквално можеш да монетизираш сликички. И е многу јако. А зашто мислиш дека Facebook така се свртал од видеа и за фотографии да почне да монетизираат? Бидејќи, како што знаеме, са период фамата и најголемиот трафик за сами профили се видеа, рилсови, шортс, се тоа. Зашто мислиш дека се свртале Facebook кон фотографии? Мислам дека сите пуштаат видеа. Некако контент креационот почна се подразбира дека контент креацион е креирање на видео. Да. И мислам дека тоа е една од причините, не дека Facebook се свртеле, туку едноставно нема толку конкуренција таму. Празен е фидот за фотографија. Да, а монетизацијата ја прават толку generous, зашто сакаат да се ги вртат корисниците што отидоа по TikTok, да се ги вртат назад. Од сите платформи... Креаторите пред се, не корисниците, туку креаторите. Да. Од сите платформи како што е, мислам, во Македонија се уште не се пристигнати голем дел од овие монетизации по платформи. Дали испаѓа највеќе Facebook да монетизира за разлика од TikTok, од Instagram и од други? Па не би рекол. Не, Facebook тоа е само проблемот во моментот што нема официјална апликација за да аплицираш за Facebook монетизација. Туку едноставно треба да стигне покана. И во Македонија тоа многу ретко. Да. Сериозно ретко. На амерички профили тоа побрзо се случува. Меѓутоа, мислам дека профили што имаат супер engagement, што имаат као богати постови и што луѓето ги сакаат, доаѓа време каде што ќе добиваат се повеќе и повеќе, небитно од големината на followers на Facebook, али мислам дека само единствен услов што е дефинитивен е дека во рок од 30 дена треба да има непрекинато постирање на контент. Сите 30 дена? Сите 30 дена мора да има непрекинато постирање на контент, само тоа е како официјален услов. Другото се, никој ништо не знае, само се чека покана и ако те поканат, супер. Значи, тука доаѓа тој моментот на автоматизација каде што е добар, каде што ќе си сетираш, ќе си намести се и 30 дена смудли ќе си пера. Не баш. Сепак ја мислам дека се уште треба да има на human control. Не може 100% да биде точно било кој AI. Затоа е тоа флоу што го правам јас во Airtable, каде што AI генерира се, па јас или било кој ќе провери што е генерирано. Ако сме задоволни со резултатот, тогаш има таму едно се штиклира копче каде што оди се понатака. Во принцип е пак со human control. Да. Мислам дека се уште рано за комплетно 100% да може да се препуштиш. автоматизира нешто само да работи туку така. Зборување за само да работи, скроз да му се препушти нешто, преска одма кога дојде ми кажа нова интересна платформа, посебно се некој ребрендинг како направиле, како се викаше? Cloudbot се викаше. Да, се Moldbot, мислам, управо сум? Да. Да, Moldbot, не сум го тестирал. Меѓутоа е нешто, мислам дека е почетокот на новата AI револуција, каде што нели обично има голема револуција, па
некако се седи некое време уместо, Да. па пак нешто чудо ќе се случи, па пак некое време уместо. Ова е као следното чудо. Не конкретно оваа платформа, зашто оваа платформа кога што читав, за луѓе што не се сериозно искусни програмери, е многу небезбедна. Не само тоа што може да има пристап до се во компјутерот, туку и во објавување на твојата мрежа од дома, каде што може некој од надвор да пристапи и да направи многу ствари. Не знам што. Знам дека е многу небезбедно. Значи, за луѓе што не се cyber security експерти и сериозни искусни програмери, ова викаат дека е многу небезбедно. Меѓутоа, моќта на тие што го тестирале, и тоа барем што ги гледав, викаат дека е тоа што е иднината не е. Каде што ти буквално имаш асистент, што има пристап до твојот компјутер, не е паметно. Обично, креаторите што ги гледам го инсталираат на посебни компјутери, што немаат пристап до нивните акаунти, нивните имејли, пасворди, картици и така натака. И каде што го третираат како, ајде да кажеме, вработен или баш асистент. Може да се комуницира со него преку WhatsApp, Telegram и не знам сите тие популарни чат платформи, каде што буквално можеш да му кажеш провери ми го календарот за денеска, он проверува, провери ми ги мејловите, искодирај ми апликација и тестира, па кога дојдеш до тој степен, пиши ми порака, значи буквално неограничени можности, има огромен хајп околу ова. Чега се вратиме назад, значи доаѓа момент да му кажеш кој искодира ми цела платформа, уствари го скокам и тој момент од човечкиот аспект да седне промпто да го напише и да седне да истестира платформата, и тоа е возможно. Уствари сега така да го така направи. му доаѓа. Со се тестирање, со се. Би требало. Да. Така кажуваат, не сум го пробал, на мојот компјутер сигурно нема да го инсталирам. Тоа дефинитивно. Сега, не дека оваа платформа е иднината, Да, туку овој стил. мислам дека после ова, сега они создадоа голем demand или побарувачка на пазарот. Отворија голема За ова? врата сега. Да, и сега големиве играчи ќе дојдат со безбедни платформи или ќе се појават нови играчи што ќе прават безбедни платформи, ќе земат инвестиции, ќе се направи нешто многу сериозно. Пошто ова е платформа што има направено еден човек сам од Австрија. Буквално има ставено на GitHub и дигна неверојатен хајп како што ретко што дигнал во Да. до сега. Јас сум ќе повторам, мислам, сигурно се повторам во оваа епизода со едно исто, ама стварно некои вакви работи, додека не ги истражиш или кога не се до тој свет, прв пат вака кога ги слушаш, стварно звучат на нешто вау и на нешто стварно големо и на некој мал начин се уште застрашувачки од гледајќи од обичниот, од перспектива на обичниот човек што не е влезен толку многу во AI светот. И тоа ми е следното прашање и мислам следната тема што сакам да опфатиме е повеќе од аспект каде што сите моментално го мислат тоа на некој начин, а тоа е дали AI ќе не замени, како ќе не замени, дали е нешто што треба да се плашиме, дали не се од тој аспект како се врти тој круг. Јас кога што имам читано или ги гледано по социјал медија, на времето кога излегла струјата, имало надписи и плакати дека струјата е ѓаволот. Така да мислам дека се повторува таква револуција, меѓутоа само што е многу поголема. Дали е ќе замени многу работи, ќе замени сигурно, веќе замени. Да. Мислам дека ќе се најдат многу и нови работни места за луѓе. Не знам што ќе носи иднината, пошто ова се развива се премногу брзо, али ако не замени комплетно сите нас, тогаш виште ништо нема да биде важно реално. Дали мислиш проблемот е во самата вештачка интелигенција или па во луѓето што не пробуваат да се адаптираат на неа? Тука ќе остане. Да. Нема да ја избришат од планетава. Макар и да остане на ова ниво, Пак е тука. пак е тука и пак се користи, пак ќе излегуваат нови алатки што се исто волку паметни, ама ќе бидат за повеќе намени. Така да треба да се користи, треба да се внимава и тука за да остане, пак ја повторам, и треба да научат сите да ја користат како така. Кои професии мислиш дека AI не може да ги замени? Бидејќи ние имавме гостин што не беше на самитот, Зајд што ни од Google, од Gemini, исто така уште еден дечко што од Amazon,
Имаме еден краток серијал на нашиот Instagram и TikTok профил со нив каде што разговараме и на нив им беше исто прашање поставено, има многу интересни одговори и да ги кажам од прво само тебе да знам кои се тие кариери и професии што ја не може да ги замени. Мислам дека секој може да замени, работата е колку луѓето ќе прифатат замена од од некои професии, како на пример поготово во уметноста. Значи AI ќе нацрта слика подобро од човекот, ама сигурно нема да има иста вредност слика нацртана од уметник Исто. и од AI. Исто е во, да кажеме, музиката. Да. Робот може да веќе сигурно може да свири подобро клавир од сите. Има многу интересна платформа Suno AI, знам Да, тоа е феноменално. Ја тука се фасцинирав повторно од аспектот на македонскиот јазик, дека дома со моите ја тестиравме, нешто игравме, се зафракавме песни, правевме на македонски јазик колку добро ја направи таа песна со толку дури народни. Да. Дури народни со народна мелодија што мене ме изненади. Да. Така ги диравме ние баш за кафански стил. Песнава стварно беше многу интересно и за многу кратко време ја направи. Јас за тука бев тој момент фасцинирана и каде што ти дава и повеќе примери. Али да се навратам маца одговорите што беа од сегментот на Инстаграм што ние беа масажер, полицаец, каде што се некои такви птен баш со допир. Да. Али ќе повторам од тој аспект, они се зафракава од моментот као робот да те масира, до тој момент кој ќе дојде, што за жал далечна идеја, сигурно ќе се случи, ако нема веќе и сега. Има, мислам дека не знам, јас сум гледал кинези продаваат такви кревети што се не е робот, да. Ама со AI каде што ти скенира, не знам, мускулните влакна, рбетот, да. Не знам што, па според тоа те масира, значи излегува, али тие што се, како да кажам, што сакаат human touch, да. Што сакаат некаква енергија и комуникација меѓу себе луѓето, или, еве, ајде, полицаец. Значи, ако пуштиме полицајци, ќе бидеме полово апсени. Овде, пошто некогаш и да ситен прекршок, да. AI-то нема ти прости. Да. Сепак е полицајец човечка професија. Да речеме. Да. Ама има друг момент од AI каде што мислам, бар ова од моделите јас што ги знам, каде што се уште го нема тој начин да се спротистави, како човек што знае да се спротистави. Општо од аспект на имаме дискусија јас и ти или па еве на состанок сум со некој и сметам дека тоа ништо го бараат или тоа ништо сакаат не во моментот изводливо или вакво. Јас како човек можам да му кажам како не, тоа не го правиме или тоа не се случува, за разлика од еот кај што секогаш прво да најде некој лупхол за да ти угоди. Не се слагам. Ако го испромташ добро, у старт, ако му кажеш биди директен, straight to the point, don't sugarcoat me, значи и ја на мојот биде му имам кажано no fluff. И тоа, да. Мислам дека може да биде многу брутален. Да. Да, имам ситуација кога сум го тестирал на такво нешто клауде и беше сериозно брутален. Не ти програмирам денес. Сериозно брутален беше, да. Така да, али многу луѓе се користи кај слушнав во некој евент кај нас, дека моментално, убедливо, најмногу се користи од користничка гледна точка во mental health. Значи за ментално здравје многу се користи. Колку е сигурно тоа? Веќе сум читала не верувам дека си. Да, веќе имам читано случаи каде што имало каде што некој AI чатбот му помогнал на некој, ама има исто така за жал сведено многу ситуации каде што не завршиле многу добро. Да. Не, ја мислам дека се уште не е сигурно. Да. И дека кога станува збор за здраве, јас строго стоам дека рано е се уште до толку длабоко на своја сметка да си бараме, да се праша еднаш два пати, ама на некој начин ќе добиеш сличниот одговор од Google, каде што пак е скрепано повеќе од се. Од тој аспект. Поготово за mental health. Да. Што сигурно тие луѓе што работат тоа се професионалци ќе те почувствуваат до кај си и што си. Тоа е човечка за разлика од ова што валидира се што ќе му кажеш. Пауза, време за кафе.
Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Како што збориме ве сега за AI модели и чатботови знаеме дека сите се со плаќање, со некаква сабскрипција покрај бесплатна верзија што не сегаш е најдобра. За луѓе што почнуваат, имаат многу мал буџет или па немаат буџет, кои платформи или што би било најидеално за они да го користат? Google имаат супер платформа што се вика Google AI Studio, каде што не се плаќаат месечни претплати, туку сите нивни најдобри AI модели ги имаш како опција за pay per usage. Значи, ти користиш и ти стига некаква мала сметка на крај од Google. И сега интересното е што за нови акаунти Google има повеќе, за барем повеќето Google дава бесплатни кредити, што се во висина од $100-300 знаат да дадат, што се супер повеќе од доволно за некој без никаква инвестиција да ги истражи или користи најновите AI модели на Google, дали за слика, видео, за видео може да би не, веото мислам дека не може, ама аудио, моделот што чита аудио и така натака може буквално бесплатно да ги користи некое време. Многу ме интересира еве дека си пробувал многу посебно со чатботови такви фокусирани платформи. Како е според тебе најдобриот начин да напишеш промпт? Или како е звучи според тебе најдобриот промпт? Мислам дека промпт инженерингот, на промпт инженерингот му помина малце времето веќе, зашто сега сите AI модели имаат огромен контекст и јас кога пишувам промпт што е production ready, што би го ставил во Make или во Anything што ќе го биде реупотребуван многу пати, јас прво седнувам со Клауде, го опишувам проблемот. Да. И после одреден муабет со Клауде, барам да ми генерира промпт. Го читам промптот и тоа што не ми се свиѓа или сакам да биде различно, го кажувам, на база на тоа ми генерира нов промпт, се додека не дојдам до финалниот што мислам дека е добар за мене. Да. После тоа тој го тестирам и добивам резултати. А ако не ми се свигаат резултатите, пак одам во истиот разговор со Клауде, викам на овој промпт, го добив овој резултат, не ми се допаѓа тоа и тоа и тоа. После тоа го менува. Па го ставам новиот и тоа е еден начин на моето тренирање за да добивам промпт што ќе биде искористен многу пати и ќе добивам стабилни резултати секогаш. Да. Кажи ми некои други вака ако AI модели кои би можеле да ти помогнат. Знам дека Whisper AI има таква нешто што го спомнавме, дали може повеќе за таа платформа да ми раскажеш? Whisperflow е Whisperflow. Да, Whisperflow е една AI платформа, не е толку нема да добиеш AI резултат. Да. Меѓутоа, тоа е за да можеш да му диктираш со глас на компјутерот или на Lovable или на што и да е промпт. Поготово за vibe coding во Lovable има многу голема вредност, зашто таму промптовите се огромни и зборувањето наспрема пишувањето е многу различно, временски, заштедува сати на неделно и месечно ниво, многу сати. Од друга страна, бидејќи има AI во позадина, поготово за non-native speakers и луѓе со тежок Eastern European акцент, англиски како мене, многу добро разбираш што сакаш да кажеш и стручните термини и имињата на алатките што ги кажуваш со тек на време и му ги коригираш што ги греши, ги учи и после тоа станува тоа како seamless. Да, ако што зборевме да се еве за Make и за Anything, кој е едно од најчестите апликации, платформи што ги поврзуваш со тие? Има платформи како Apify и Rapid API, тие се многу слични, некои работи што ги има ваму ги нема таму и обратно. Тоа се во принцип скрепери, што може да скрепаат, не знам, веб страни, социјални медиуми, дали посебно некој пост ти треба со слика и со, не знам, наслов, или
ти треба конкурентскиот социјален медиум да го искрепаш цел и да видиш кои се најгледани видеа или постои со најголем енгеџмент. Скрепање на веб страни за аутрич, например, ако правиш автоматизиран аутрич со Херич, може да има еден модул што ќе ми ја скрепне веб страната и ќе им го скрепне последниот LinkedIn пост и на база на нивната веб страна и нивниот последен LinkedIn пост може да напише првата порака, што е супер хук за cold outreach. И Ептен го прави персонализирано, премногу персонализирано. Да, од тоа што имам тестирано, немам многу работено cold outreach, ама тоа што имам тестирано, ако имаш добар, сега веќе го прават многу луѓе, ама ако имаш добар icebreaker или хук на база на последниот нивен LinkedIn пост, реплай ретот е доста поголем. Преинтересно. Како што збориме до сега за сите овие платформи, многу голем дел од нив се со некаква сабскрипција или па бесплатната верзија доаѓа нецелосна или па со некакви граници. Според тебе кои се некои платформи каде што би можеле да се користат луѓе кои немаат многу голем буџет моментално да одвојат за да тестираат и да работат со AI? Во однос на користење, исто така со мал буџет или pay per usage, видов пред некој време дека N8 пуштија чет опција, каде што во тој чет можеш преку API клучевите од платформите да се ги ставиш таму и да го користиш било кој LLM модел само толку што го користиш. Да. Така што за одредени, не знам, $10-20 колку што $20 да речеме колку што е нормален ChatGPT subscription. Да. Ваму можеш да ги тестираш сите модели паралелно и тоа за $20 реално имаш доста користење. Неколку пати спомна дека ова е револуцијата, револуцијата од мала па сега на поголема што доаѓа. Наца на игра на зборови да се навредиме, знам дека ти ни беше на Startup Revolution AI Summit. Многу ќе те прекинам, извини, како за нашиве простори, јавно ќе ги пофалам ако тука, како за нашиве простори и како за прва организација беше феноменално. Тоа ми беше прашањето, како се феноменално, да, и не знам, ми ја врати надежта за нашиот регион дека ќе одиме многу брзо напред на овие теми. Благодарам за овие коментари. Ми не беше прашањето, општо бидејќи имавме многу покрај што Startup Revolution AI Summit беше наменет највеќе за стартапи, за стартапи во рана фаза и тие што тек се почнуваат да градат и to scale up. Имавме вклучено многу AI панели, разговори, сакавме да го преклучиме тој момент, бидејќи покрај цел разговор денеска што го имаме јас и ти, сваќаме дека е неизбежливо и посебно за денешните стартапи каде што они имаат многу голем фокус да користат и да градат заедно со вештачка интелигенција. Како што е твојата гледна точка како еве човек што премногу има истражувано тој аспект на AI темите и на AI моделите се што беше зборено таму, тоа што фати? Беше за генерална публика беше супер. Да. Беше многу луѓе, не беше навлегувано многу технички. Да. Што е окей, така треба на таков евент. Беше анализирана од AI револуцијата како револуција, беше анализирана од луѓе што се на многу високо ниво во оваа индустрија. Беа кажани нивни гледни точки и нормално сите стартапи беа AI. Мислам дека што се промовира таму, скоро сите, така? Да, скоро сите беа. Да, мислам дека на таму иде стартап светот се е со некаква AI позадина, али да, сите теми беа супер офатени. Пример општо околу инвеститорски гледна точка, инвеститори нели збореа. Да. Како ако ти бараш инвестиција, што треба да исполниш? Прво, пред да отидеш кај инвеститор да разговараш, на што да мислиш, на што да внимаваш. Работи од целиот екосистем, што е баш како екосистем, сите потребни точки беа опфатени супер. Ти благодарам за тоа. Интересно е што
Имавме многу гледни точки, како што кажа со инвеститорите, како е за нив инвестирање во време на AI и во новите светови, каде што многу од нив строго се вртат да инвестираат во стартапи кои користат AI, многу од нив не сакаат баш како што беше преди AI времето, затоа тука имаше многу 50-50 размислување. Али ти благодарам, многу ми е мило што ти се допаѓало се. Стигаме ние при крај на оваа епизода. Сакам да одвојам нешто од стартап револуција, од самитот. Дечкото што беше вработен од Google, што го збореше, да. Кажа нешто многу интересно. Не правете стартапи и не го бркајте тоа што имаат пристап големите играчи во целава работа. Ако го нема Google сега, ќе го има за 6 месеци. Работете со податоци што на Google ги нема, што се внатрешни затворени податоци некаде, или работете на пазари што не се доволно интересни за Google да инвестира таму. Тие беа, не пробујте да направите следниот ChatGPT, нема да го направите, таму се милиони, милиарди и тек се инвестираат, инфраструктури, дата центри и така натака. Така да, мислам дека се сведува кон мини SaaS проекти, што фаќаат некои работи што се неинтересни за големите играчи или со некои локални податоци што не се јавни. Многу ми мило што вакви работи стварно ти останале во памет, посебно од некој што како Зајчо ни беше на самиот самит, што ни дојде он уствари од Сан Франциско, он е еден од првите што почеле да работат на Gemini, он е софтвер инженер и он од сам почеток бил заедно со тој AI модел и мило ми што си запамтил вакви ти останали некои спомени од таа конференција. Како што кажа, века сме при крај, дали има неколку совети што сакаш ти да споделиш кон гледачите? Од совети мислам од аспект на знам дека спомнавме многу платформи, јас ќе додадам уште неколку, мислам заедно ти што ќе ми спомнеш, ќе додадам уште неколку кои вредат да се пробаат, да се тестираат. За тие што се почнуваат и сакаат да го работат това, кои се 2-3 некои што би ги издвоил или па колку време од денот да користат, да одвојат само на разгледување на овие платформи. Може да ќе бидам досаден со Make, не дека не знам платформата најдобра, е супер. Меѓутоа, ако некој сака да почне да учи AI или како се користи AI at scale, ја би почнал од таму, за да се сватат како комуницираат сите тие алатки меѓу себе и како се прави логика на нешто што функционира. Со тоа знаење, кога после тоа ќе седнеш на Lovable или некоја таква платформа, многу полесно ќе му ја раскажеш на Lovable логиката што сакаш да ти донесе, или ќе ги најдеш проблемите што ги има, пошто некогаш да е на заглави, и као тоа е некоја патека што јас би ги советувал луѓето што сакаат да учат или да прават некаква кариера подлабока со AI, додат по таа патека. Ова го зборам дури на моите најблиски. Што да правам од AI, ова е тоа што кажувам. А за луѓето што не сакаат да прават кариера во AI, а се свесни дека AI тука ќе остане, едноставно користете го што поише, за што ќе ви текне, ама не му верувате 100%. Да. Тоа се моите два совети за оваа категорија или оваа категорија на луѓе што сум би можел да ги одвојам. Супер, ти благодарам премногу денеска што ми гостуваше во оваа епизода. Стварно, мене беше преинтересно да го слушам ова и да ги пробам после тоа сите платформи што ми ги кажа, за сите што не те знаат каде може да те најдат на социјални мрежи. Прво, фала многу што ме викнавте уште еднаш, беше супер. Многу ми е мило што успевам со нашава јавност и на наш јазик да ги споделам овие работи. Се надевам дека некој научи барем една корисна работа од ова. Имам социјални мрежи сите, значи LinkedIn, на LinkedIn највеќе, Facebook, Instagram. Имам креатор профили што ми се посебни на Facebook и на Instagram. Почнав еден серијал од пред некој ден, каде што секој ден кажувам по еден ваков краток совет за користење на некој
tool, така да Да. чисто ако сакаат може да ме заследат, да ме прашаат и имав една идеја, пошто јонака ми е прво браќање јавно Да. кај нас и општо околу бизнис и AI. Ако има доволно заинтересирани, нека пишете коментари на подкастов. Ако има доволно заинтересирани, јас би сакал да направам некој бесплатен Q&A или бесплатна сесија каде што ќе може секој било што да праша и ќе давам некаков одговор ако го знам. Ако има доволно заинтересирани, нека искоментираат доле и ќе организираме нешто дефинитивно. Многу ме мило што го кажа ова. Слободно секако дека можеме и заедно да го направиме ова тука едно убаво настанче кај нас во Hub, затоа сите што се заинтересирани и сакате да има Q&A session, настан за конкретно how to во било кој алатки, мислам најдобро како да ги научите по ваши потреби, пишете коментари тука, ќе објавиме на Инстаграм пол да си гласа дали се заинтересирани, дефинитивно ја би сакала стварно да направиме еден Супер. убав настан Може тука да стартап клуб направиме Скопје. дефинитивно. Многу ме мило. Ти благодарам уште еднаш што гостуваше денеска. За сите вие што останавте до крај. Кликнете subscribe, звончето од страна секако, за да ви стига нотификација с која следен пат ќе излезе епизода од фрилансерска дружба или па од Стартап Револуција. И не заборавајте да следите на социјални мрежи и се гледаме во октомври од 1 до 4 на Startup Revolution AI Summit. А до тогаш се гледаме тука. Пријатно.